Денес ја свикавме ова пресконференција со едно единствено прашање, сакаме да ги известиме граѓаните на општина Струмица за должничко-доверителскиот однос што го има комуналното предпријатие Комуналец Струмица према акционерско друштво во државна собственост Водостопанство Струмичко поле Струмица. Иако секој година редовно испорачуваме околу 5 милиони кубни метра вода, кој годишната фактура е 20 милиони денари, секој година перманентно долгот се зголема на комуналното предпријатие према АД Водостопанство. Со нивното неплаќање и редовно сервисирање на долго што го имат према нас, не имаме тешкоти во работењето. Тоа така повеќе не може да оди. Само за последната година од 13 милиони денари што сме фактурирале, имат платено само една фактура од 1.600.000. Ако продолжи тоа со оваа динамика, ние како ќе работиме, како ќе ги платиме нашите трошици, како ќе ги платиме нашите плати. Значи само треба да се вртиме во круг и да просиме пред владата да ни ги сервисира нашите обврски. Во 2012 година има договор направен помеѓу комуналното предпријатие АД Водостопанство Струмичко поле за деловна соработка, во кој во член 16 изречено пише, ако водокорисникот не го измирва долгот на време, ние како водоакционерско друштво, тоа е Струмичко поле Струмица, може да му ја намалиме испоракта на вода. Ама ние тоа не сакаме да го правиме од хуман карактер, пошто граѓаните тоа не се виновни, а од друга страна, ако граѓаните, правните и физичките лица не ги плаќат фактурите на време, горе наведениот правен субјект, тоест комуналното предпријатие преку извршители и нотари дебел си наплаќат. И пак не ни ga плаќат нашата фактура. Затоа повикуваме државниот ревизор да изврши преглед во нивото материјално и финансиско работење и да укаже на нивните аномалии во работењето. Постои еден начин во економијата. Ако сакаш ликвидноста да ја зголемиш, или да го ревидираш бројот на вработените, или да го намалите материјалните трошици, или да ја зголемите цената на водната услуга. Ама тука има проблем што цената на водата, тоест водните услуги ги утврдува Советот и градоначалникот. Ако не сакат да се каче цената да ги теретат граѓаните, најдобро би било тогаш градоначалникот, тоа е Советот, на седница да изгласат некој ремалос на буџет за да може да ни го сервисираат нашиот долг, за да можеме ние да бидеме ликвидни, да одговориме во право време на правите обврски.